Новото е тоа што овие наративи во последно време се шират побрзо, се појавуваат во посуптилни и пософистицирани форми и се потешко се препознаваат како за граѓаните, така и за институциите. Затоа и денешната дискусија е повик за одговорност, особено во период кога се приближуваме до нов изборен циклус. Во целото истражување ние немавме цел да бараме виновници, туку да идентификуваме трендови и шаблони, да разбереме кои наративи најчесто се користат, како се пренесуваат и кои се можните последици од ваквата штетна комуникација за јавниот политички дискурс. Од анализираните содржини, 4 категории на штетни наративи утврдивме дека се најзастапени во комуникацијата на политичките партии и нивните лидери. Тоа се подкопување на довербата во институциите, пристрасно селектирање на факти, лични напади и демонизација и поттикнување поделби. Овие наративи не се безопасни. Според бројни психолошки студии, тие можат да предизвикаат апатија, избегнување на вести, зголемена лутина, омраза и секако замаглување на рационалната проценка кај граѓаните. А токму рационалната проценка ни е најпотребна кога одлучуваме за иднината преку изборите.